Денес е вторник, 14 јуни, почитувани гледачи, започнуваме со регионалните вести на телевизија КИС. Со градска крводарителна акција во Тетово одбележан 14 јуни, светскиот ден на крводарителството. Семејното крводарување се напушта. Соработката со доброволните дарители е на солидно ниво, а секојдневно се регрутираат и млади крводарители, цената од регионалниот трансфузиолошки центар. Градска крводарителна акција по повод светскиот ден на крводарителството 14 јуни организираа денес општинската организација на Црвениот крст Тетово и Институтот за трансфузиологија на Република Македонија. Освен од граѓаните, крводарителната акција беше поддржана и од припадниците на секторот за внатрешни работи од Тетово. Хуманост на дело покажаа и заменик министерот на МВР Агим Нухиу и неговите најблиски соработници, кои денес се одлучија да даруваат од течноста што живот значи. По повод светскиот ден за доброволно крводарителство, јас како заменик министер за внатрешни работи, заедно со моите соработници, сум тука да го изразам мојот став за продолжување на нашата успешна соработка со Центарот за трансфузиологија. Голема благодарност за припадниците на Министерството за внатрешни работи, за сите вработените во Центарот и за менеджментот и за докторот Екрем Османи. Здравјето и живот на граѓаните немаат еквивалентност. Сите заедно да имаме здравје и здрав живот. Семејното крводарување се напушта. Соработката со доброволните дарители е на солидно ниво, а секојдневно се регрутираат и млади крводарители, ценат од регионалниот трансфузиолошки центар. По повод светскиот ден на крводарителите, јас сум како директор на регионалниот трансфузиолошки центар Тетово, сум благодарен за присуството на Министерството за внатрешни работи, поготово на заменик министерот, кој секогаш бил алтруист, секогаш и порано бил регрутиран како крводарител доброволен, така и денеска, заедно со тимот, ги поздравувам и апелирам до сите граѓани да не само по повод светскиот ден на здравје на крводарителите, службата, Институтот по трансфузионна медицина, значи работи секој ден, од 8 сабајле па до утрешниот ден, значи 24 сата, да дојдат, да даруваат оти благодет, да помагаш на луѓето, на пациентите, кои им е најнеопходно ово драгоцена течност. Веќе можем сигурно да ви кажувам дека Институтот за трансфузионна медицина Тетово и комплет западниот дел, каде администрирам јас, значи до болницата Свето Еразмо, имамо доволни количини од сите крвни групи и тоа исклучиво работимо со доброволни крводарители. Значи од интеграцијата, значи од 2010 година и навака, ми работимо исклучиво со доброволни крводарители. Значи фамилиарното крводарителство исчезнува комплет со една голема одговорност, транспарентност и јако солидарност со сите наши граѓани од ово подрачје. Регрутирamo скоро секој ден нови крводарители. Тоа е наша поента, значи да регрутирamo нови. Идемо значи по школи, идемо по невладини организации, факултети и така натака, само да добиваме нова свежа крв. Доброволното дарување на крв како хуман гест представува морален чин, кој во себе носи благородно чувство да се помогне некому. Тоа е израз на висок етички чин, хуманитарни и морални вредности со кои се спасува нечи живот. 18 пат ми е кој дарувам крв. Што значи за вас дарувањето на крв? Зошто се одлучувате на ваков потек? Па ете сега, значи да помогнеме на граѓаните на кому ќе има потреба, значи. Да. Апелирате и до останатите ова да го... Да, апелирам до сите што нема дарувано крв до сега, да дадат, да спасат некој живот. Дарувам 6 пат. Зошто се одлучуваш на ова? Па се одлучувам ради хомаде, значи, за помош, значи, за било што, за помош за крв и такви работи. А што е твојот апел до сите кои што не даруваат крв? Тие што се здрави и што може, значи, да даруваат, зашто да не, да помогнеме да спасиме некој живот. 14 јуни е посветен на милиони луѓе кои доброволно, анонимно и ненаградено даруваат крв и секојдневно спасуваат нечи живот. За светски ден на крводарителите е одбран 14 јуни, по роденденот на Карл Лајнштајнер, пронаоѓачот на 4 основни крвни групи.
Од изминати 165 дена во годината, во 131 ден биле регистрирани недозволени концентрации на PM частичките во воздухот, што го дишат тетовци. Овој месец мај состојбата со аерозагадувањето е подобра во споредба со месецот мај минатата година. Тетово и годинава држи неславен рекорд, прв е на листата од градовите во Македонија според вкупниот број на денови со надминување на концентрацијата на PM10 частичките во воздухот. Имено од изминати 165 дена во годината, во 131 ден биле регистрирани недозволиви концентрации на канцерогените честички. Со ова зад себе далеку го остава и Кичево, како втор град со 73 денови на надмината концентрација. Како што стои на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, во интерес на човековото здравје во текот на цела една календарска година не смее да има повеќе од 35 дена со аерозагадување. Последно во неделата биле измерени 54 микрограми на метар кубен воздух, што е за 4 повеќе од дозволената вредност. За среќа овој месец мај состојбата со загадувањето на воздухот во Тетово е подобра во споредба со месецот мај минатата година. Минатиот месец според извештајот на Министерството за животна средина и просторно планирање изминал со 18 денови, во кои била надмината граничната вредност од 50 микрограми на метар кубен воздух на PM10 частичките. Во месец мај 2015 година, буквално сите денови изминале со загадување. Споредбено лани за истиот временски интервал биле изброени 160 денови со загаден воздух, додека годинава 131 ден. Инаку на интернет страната на Министерството е објавено дека PM10 частичките потекнуваат од дизел машините, сообраќајот, термоелектраните, индустриите и печките на дрва. Изложеноста на аерозагадување е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на белите дробови, астма и бронхитис, потоа оштетување на срцето, крвните садови и нервниот систем, а во најлош случај рак. 11-годишник од Тетово завршил на скопските клиники откако малолетник го удрил со метална шипка по глава. 11-годишно момче од Тетово завршило на скопските клиники откако малолетник го удрил со метална шипка по глава, информираат од СВР Тетово. Настанот се случил вчера околу 15 часот, кога на тројца малолетници кои седеле пред нивната куќа на улица Михајло Рајчевиќ во Тетово, им се доближиле две исто така малолетни лица и едното од нив со клоца го удрило 11-годишникот, а потоа со метална шипка фрлил кон него и му нанел повреда во задниот дел од главата. Повреденото момче пренесено е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош итно е префрлено на скопските клиники. Местото на кое се случило повредувањето на малолетникот е фотодокументирано. Пронајдени се траги од крв и металната шипка кои ќе се вештачат. Се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот. 28 годишен жител на гостиварско Дебреше го малтретирал своето семејство поради што бил приведен во полиција. Тој се соочува со кривична пријава. Од почетокот на годинава на гостиварското подрачје регистрирани се 29 кривични дела од областа на семејното насилство. 28 годишен дебрешанец се соочува со кривична пријава за семејно насилство. Тој подолго време ги малтретирал родителите и сестрата со кој живеел. Последниот напад се случил синоќа околу 3 часот. Во полицијата го пријавила неговата 24 годишна сестра. Според пријавата, дебрешанецот најпрво започнал вербална расправија со домашните и им барал пари. Потоа почнал да дивее дома и физички се нафрлил врз родителите и сестрата, удирајќи ги со тупаници по главата и телото. По пријавувањето на настанот, насилникот бил приведен и задржан во полициската станица во Гостивар. Семејството побарало кривичен прогон со објаснување дека ваквите сцени и малтретирања се случувале подолг период. Полициските податоци за изминатите 5 месеци од годинава говорат дека на поширокото гостиварско подрачје имало 29 кривични дела од областа на семејно насилство, кои биле заокружени со 28 кривични пријави. 18 од случаите биле со нанесување телесни повреди, а останатите со загрозување на сигурноста. Во овие случаи жртви биле 14 женски лица, најчесто сопруги, потоа керки, мајки, баби и сестри. Освен овие, регистрирани се и 50 на поплаки кои се однесуваат на семејно насилство.
Тие биле расчистени со усно или писмено предупредување на инволвираните. Статистички најзастапени причини за насилство во домот се болести на зависност, психички растројства, дисфункционални семејства, беспарица и друго. Редовни контроли на полицијата во откривање на нелегално работење на странски државјани и сообраќајни прекршоци. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово спровеле акцијска контрола во два угостителски објекти вчера вечер од 23 до 1 часот по полноќ. Во угостителски објект во Тетово затекнати се 3 странски државјанки, од кои 2 од Република Албанија и 1 од Република Србија, како исто толку девојки од нашата земја, кои танцувале и ги забавувале гостите. Трите странски државјанки на возраст од 20, 22 и 24 години, поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта, приведени се и задржани во полициската станица Тетово, а потоа предадени се на отсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Нешто подоцна на трите странски државјанки изречена им е парична глоба од по 533 евра, мерка протерување и едногодишна забрана за влез во земјата. Во вториот контролиран објект во Горно Седларце биле затекнати 3 женски лица од нашата земја на возраст од 32, 35 и 43 години, 2 од Гостивар и 1 од Скопје, кои престојувале и ги забавувале гостите. Управувањето моторни возила без положен испит и валидна дозвола во Тетово и натаму е присутна појава на ова подрачје, која бележи нагорна линија. Во вчерашните контролни активности реализирани од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, откриени се 9 возачи без дозвола, 8 возачи почетници и 3 нерегистрирани возила, најчестите прекршоци последниве 2-3 месеца во Тетово и во Тетовско. Ваквите и други прекршоци санкционирани се со 26 прекршочни и 29 мандатни платни налози. 21-виот меморијален марш во спомен и сеќавање на спортскиот работник и планинар Марко Илиевски ќе се одржи на 26 јуни. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово започна со подготовките. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово започна со подготовките околу организација на меморијалниот марш Марко Илиевски Шар планина за национален парк. По 21 пат годинава на 26 јуни ќе се одржи маршот во спомен и сеќавање на спортскиот работник и планинар Марко Илиевски. Организаторите предвидуваат дводневна програма започнувајќи од 25 јуни сабота со сместување на учесниците во планинарскиот дом Смрека на Попова шапка. Во недела утрото во 6 часот и 30 минути е предвидено пристигнување на учесниците пред Центарот за култура во Тетово и тргнување кон Попова шапка, а по пристигнувањето во 8 часот ќе се тргне кон местноста Лешница. Патеката е од домот Смрека, над Јелак, Горна и Долна Лешница, од каде по 1 час одмор. Во 12 часот предвидено е враќање кон Попова шапка, каде ќе биде организиран планинарски ручек за сите учесници и пригодна свеченост по повод одржувањето на маршот. Заради обемност и подобро организирање на годинешниот 21 поред марш од планинарскиот клуб Тетекс информираат дека пријавувањето за учество е најдоцна до 22 јуни. Организаторите исто така напоменуваат дека сите учесници треба да бидат во добра психофизичка кондиција заради тежината на маршот, како и да поседуваат зимска опрема. Поради здравствени причини Зоран Ставрески поднесе оставка од позицијата вице-премиер и министер за финансии во владата на Република Македонија. Здравствените проблеми со кои се соочува и советите на лекарите упатуваат на тоа дека постои неопходност од подолго лекување и опоравување, заради што јас нема да сум во можност да ја обавувам функцијата министер за финансии и подпредседател на владата на Република Македонија, истакна Зоран Ставрески, се наведува во оставката. Инаку Ставрески е дел од владата предводена од ВМРО ДПМН од 2006 година на позицијата подпредседател задолжен за економски прашања, а од 2009 година и на позицијата министер за финансии. Тој со својата работа и постигнати резултати останува запамтен како еден од најуспешните македонски министри, кој со своите економски политики направи значителни достигнувања и суштински реформи кои државата ја ставија на мапата на меѓународни економски текови и процеси.
Дебатите за предлогот на опозицијата за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија ќе траат неколку дена поради големиот број на пријавени пратеници. Одлуката за почнување постапка пред Уставниот суд за утврдување на одговорноста на председателот треба да ја донесат најмалку 82 пратеници во собранието на Македонија, а предлогот на претходната собраниска седница беше оценет како неоснован. Пратениците на власта и опозицијата досега на сите расправи ги содруваа мислењата. Две лица се уапсени денеска во рамки на истрагата за убиство на еден полицаец и неговата сопруга во предградието на Париз. Ларосија Бала, борец на джихадистичката исламска држава, идентификуван како убиец на командирот на полициската станица во Лемиро и неговата сопруга. Тој синоќа беше ликвидиран од страна на антитерористичката единица која действуваше во заложничката драма во домот на двете жртви. Одговорноста за двојното убиство утринава и официјално ја презеде исламската држава, која на својот сајт објави дека нивниот борец Бала до смрт го избодел францускиот полицаец. Неговата сопруга е убиена неколку часа подоцна под се уште не разјаснети околности. Таа и нивниот 3-годишен син биле држани како заложници подолго време. За среќа специјалците успеале да го спасат детето, кое во синоќешниот напад останало неповредено. Британците ќе гласаат за излегување на државата од Европската унија на престојниот референдум на 23 јуни, според резултати од две анкети. Според резултатите 46% ќе гласаат за излегување на Британија од ЕУ, а 39% против. Друга анкета на институтот ORB за Daily Telegraph наведува 49% од британците сакаат државата да излезе од ЕУ, против се 48%, односно само 1% помалку. Белата куќа побара од Конгресот, кој под контрола на републиканците да усвои закон со кој на екстремистите ќе им се оневозможи пристап до воено оружје, какво што е употребувано во нападот извршен во неделата рано наутро во геј клуб во Орландо. Портпаролот на Белата куќа рече дека председателот на САД Барак Обама е можно и isfrusтриран, а во некои случаи и гневен поради неактивноста на Конгресот. Во масакрот на геј клубот во Орландо се убиени 49 лица, а ранети се 53. Злосторството го изврши американецот со афганистанско потекло Омар Матин, кој во престрелката со полицијата исто така е убиен. Група навивачи на Русија на Еуро 2016 се депортирани со придружба на француската полиција по нередите во Марсеј, што се случува пред надпреварот Англија и Русија во рамки на вториот надпреварувачки ден од Европското првенство во фудбал. Француските обвинители ги обвинија околу 150 руси дека биле тренирани хулигани за тепачки кои побегнале од полициските лисици. Вчера пак 6 англичани беа уапсени поради нивното учество во масовните тепачки. УЕФА во меѓувреме се закани на двете репрезентации дека ќе бидат дисквалификувани доколку нивните фанови продолжат со нереди во текот на првенството. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 11 до 16 степени, а дневната од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре времето ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од западен и југозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 10 до 14 степени, а дневната од 21 до 30 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!